Ова историска посета со порака дека сме подготвени да ве пречекаме во НАТО, изјави Столтенберг. Генералниот секретар на воената алијанса честиташе за решениот спор со Грција и за лидерството кое Заев и Ципрас го покажале за решавање на прашањето за името. Порача дека мора да се одржи динамика во спроведувањето на реформскиот процес и дека се потребни стабилни институции. Треба да се осигуриме дека имате институции, кога станува збор за разузнавачките, но и за безбедносните и за одбранбените, дека тие се кредибилни, дека се вредни, дека може заедно да работат со одбранбените и разузнавачките институции на другите НАТО земји членки. Ние очекуваме и сигурни сме дека ќе продолжите да ги спроведувате реформите во овие области. Ова е важно за Северна Македонија, важно е за вашето членство во НАТО, но исто така е еден начин на кој што ќе се зацврстат вашите евроатлантски амбиции. Отворена дебата, слободни медиуми и новинари кои ќе ја шират вистината се потребни во борбата со ширењето на лажни вести, порача првиот човек на НАТО. Премиерот Заев пак изјави дека земјата ги следела сите процеси за тоа како НАТО земјите спроведувале успешни модели, а МВР, Министерството за одбрана и за информатичко општество работеле на сајбер одбраната. Во меѓувреме процесот за ратификација на протоколот за Северна Македонија да стане полноправна членка се одвива со забрзано темпо, кажа Заев. Тој смета дека нема да има блокада од Турција и дека има многу големи шанси целата процедура да биде завршена до крајот на годината. Имавме можност дури да добиеме информации останатите 16 земји кога планираат со процесот на ратификација. Дел не се општија што до крајот на јуни, дел во јули, дел во август, септември и октомври, некаде би требало да завршат сите земји. Турција е еден од нашите најголеми пријатели. Нивните очекувања се дека кога ќе завршат сите политички изборни процеси, знаете дека има повторено гласање во Истанбул и веројатно во најбрз можен рок ќе го направат и делот на ратификацијата на протоколот. Цел е Северна Македонија во декември на самитот на НАТО во Лондон на 70 годишнината од основањето на воената алијанса да стане полноуправна членка. Доколку тоа не се случи, ќе биде во почетокот на 2020 година, откако ќе поминат ратификациите кои останатите членки. Инаку земјата има обврска да го зголемува буџетот за одбрана секоја година за 0,2% до 2024 година. Според НАТО стандардите кои треба да се реализираат, треба да се постигне буџет за одбраната од 2% од БДП.